Приходи од кирии, авторски хонорари, спортски добивки, хонорари за времено работно ангажирање и К15. Ова се најбројните основи по кои жителите од источниот регион остваруваат дополнителен приход, барем ако се суди според годишните даночни пријави. Вкупно на ниво на подрачје на делување на УЈП Штип се поднесени 67.176 пријави за дополнителен приход, што по Скопје е најмногу во државата. Ова истокот кој важи за еден од најсиромашните региони го става на второ место во државата кога во прашање е полнење на државната каса по основ на персонален данок. Колку за илустрација, во Штип, по предпоставка, на 10.000 вработени во приватниот сектор да им се исплатени по 8.900 денари за К15. Тоа се вкупно 89 милиони денари. Од нив на име на персонален данок, кој е 10% од вредноста на исплатената сума, или во случајов 8,9 милиони завршиле како приход на државата. Од друга страна, токму овој дополнителен приход го обезбедува нормалниот живот на дел од овдешните луѓе, кои живеат со најмали плати во државата. Со мали примања не може да се опстане. Ниски се примањата, ниски се и пензиите и не може да се опстане. Ја 40 години работам, не може. Не. Мора да наоѓат некако, само да не крадат. И хонорарно и нехонорарно подиво. Но дополнителниот приход им обезбедува подобра екзистенција на малкумина, зашто најголемиот дел од пријавите сепак се само еднократни приходи, од типот на К15 кои се со краток ефект.